Добар ден. Блиската фамилија на Ѓорѓе Иванов, човекот кој ја прогласи аболицијата за криминалната банда на Никола Груевски, е директно поврзана со бизниси и фирми од Панама. Братот на Маја Иванова, Сашо Тоневски, има бизнис релации со фирмата Lip Corp Panama City од Панама. Ова е тој документ. Lip Corp Panama е основач и собственик на фирмата Delfino Travel Balkans. Сашо Тоневски, братот на Маја Иванова, е исто така еден од собствениците и управител на оваа фирма, Delfino Travel Balkans. Пред само неколку дена, или во времето кога почна да се шири скандалот со перењето пари во панамски фирми, Delfino Travel Balkans згаснува и ја бришат од Централниот регистар. Што крие семејството Иванов? Едно треба да му биде јасно на секој. Македонија е на нозе. Правдата, слободата и демократијата се враќаат. Секој кој што го прекршил законот ќе одговара. Благодарам, повелете прашање. Ваш коментар на барањето на Иванов партиите да му помогнат сега да се изнеде решение за повлекување на аболицијата, како и за санкциите од меѓународната заедница, од Европската унија. Веќе го коментиравме мислењето, ставот на Иванов. Тој господин треба да исчезне од политичката сцена на Република Македонија затоа што со своите непромислени, волунтаристички, правно неписмени потези ја доведе Македонија во најдлабоката политичка и општествена и правна криза. Во нашиот допис уште при првичното објавување на оваа срамна и криминална така наречена аболиција му се дадени сите правни насоки како може истото да ја поништи. Она што ги интересира граѓаните на Република Македонија, она што ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија го промовираме во изминатиот период, тоа е владење на правото. Надвор од евентуални или некакви се уште во рамки на шпекулации најавени санкции кон политичкиот врв на Република Македонија и врхушката на ВМРО-ДПМН, за нас и за граѓаните на Република Македонија многу е посериозно прашањето да овие луѓе одговараат кривично за своите злодела, кражби и грабеж кои што го извршија во изминативе 10 години пред македонските судови и по македонските закони. Благодарам.